Јавно само да истакнам дека од другата страна, од представниците на власта, колегите пратеници не се присутни, освен двајца. Што значи дека мислам дека тоа малце укажува на грижата за животната средина во однос на заинтересираноста за расправата за ова и тоа колку важен закон за инспекцијски надзор во животната средина. Благодарам заменик министарка на вашето експозе и им благодарам на претходните колеги говорници кои што истакнаа доста аспекти на овој закон кои што според нив, а и според други представници на граѓанскиот сектор, сепак да подобрене, за разлика од првиот нацрт закон кој што е влезен во процедура во 2016 година, по неколку организирани јавни дебати и расправи, особено она во јули 2021 година, законот е подобрен, но сепак има оставено простор за доуредување и сметам дека вие како представник на ресорното министерство, а се надевам и колегите пратеници од мнозинството кои што го представуваат мнозинството од власта во собранието, дека ќе ги прифатат овие забелешки, односно ќе ги прифатат амандманите кои што ќе бидат поднесени во моментот кога ќе се закаже Комисијата за европски прашања, бидејќи овој закон е за усогласување со европските регулативи и со европско знаменце, но морам да истакнам дека е во редовна постапка, не е во скратена постапка, што ни дава можност за поднесување на амандмани и за доуредување на оние можеби навидум ситни проблеми, но кога станува збор за животната средина од голема важност, бидејќи знаете како животната средина е важна за сите нас, значи тука нема партиска определба, не сме да има партиски определби и слични такви решенија, туку треба да биде детален овој закон, за мене можеби најстрог, најточен, бидејќи и во запирките и во точките има некогаш проблем во толкувањето и остава простор за дилеми понатаму во имплементацијата на законот и затоа сметам дека за овој закон навистина треба да бидеме детални, точни и строги во однос на уредувањето и во однос на забелешките. Бидејќи животната средина не е загарантирано право, чиста и здрава животна средина не е загарантирано право и според повелбата на човековите права и според нашиот устав, и сметам дека овие забелешки кои што ќе ги доставиме во вид на амандмани ќе се оправдани, значи не се, тоа се суштински забелешки. Морам да истакнам дека знаеме, свесни сме сите, претпоставувам и вие, заменик министар, ке сте свесни дека и во извештајот на Европската Унија се нагласи дека има недостиг на имплементацијата на новата и постоечка регулатива во поглавието 27 животна средина и клима и недостатокот најмногу се нотира во проблемите на меѓусекторска соработка и координација на централно и локално ниво. Оттаму, во според, верувам дека сите пратеници го добија тоа барање, но јас би сакала и во интерес на јавноста, на македонската јавност да ги прочитам сите оние 35 невладени организации, односно здруженија на граѓани, но не само здруженија на граѓани, тука имаме во овие 35 подписници и представници на факултетот за шумарство, значи и од државни институции, и од академската фела, и од експерти кои што укажуваат и кои што замолуваат да ги земеме во предвид нивните забелешки и да се доуреди законот за да биде навистина имплементабилен, да биде апликативен и да им служи на граѓаните во насока на обезбедување на здрава и чиста животна средина. Ние имаме сериозен проблем, не сме само ние исклучени од таа една глобална криза која што се случува на светско ниво и тие глобални климатски промени. Знаеме дека тие не зафаќаат сите нас, без разлика каде
каде сме на светот, но имам чувството дека во Македонија, конкретно во изминативе неколку години, се случува една навистина еколошка катастрофа. Еве, особено ако ги видиме повторно, ќе го спомнам, секогаш ги спомнувам водите, ги спомнувам езерата, чии што води се целосно скоро кај некои езера изгубени. Не знам, сигурно бил некој од вас во Маврово и видел дека црквата која што во минатото беше квота до каде водата, доколку се гледа крстот или не се гледа крстот, и па сега истата таа црква е започната да се реставрира, да се конзервира. Значи до тој степен езерото повлечено, водата на езерото е повлечена. И тоа не е само на Мавровското езеро, туку на сите други езера, и знаеме сите многу добро дека тоа е заради несовесно и не стратешко искористување на водите, особено во летниот период, кога беа масовно испуштани водите, а ние сега се соочуваме со една еколошка катастрофа, бидејќи тие акумулациони езера имаат и биодиверзитет во нив, и сега навистина сме во една неубава состојба, и енергетска, но и еколошка, многу повеќе еколошка, а тие ефекти ќе ги видиме и понатаму. Имаме проблем со чистиот воздух, знаеме, но исто така имаме и многу проблем со ѓубрето, и јас повторно апелирам дека ние досега не можеме, значи не знаеме кој е виновникот што цела Македонија, особено автопатиштата, додека возите по автопатишта, додека возите по регионални патишта, насекаде има расфрлено ѓубре. И нашата земја е сериозно валкана, и не знаеме кој треба да реагира на тоа и кој треба да го исчисти тоа ѓубре и кој треба да превземе активност да нашата прекрасна Република Македонија биде чиста, а не како сега валкана и покриена со ѓубре. Оттаму сакам само да кажам дека значи ние како во соработка со невладиниот сектор, во соработка со тие 35 подписници кои што поднесаа вкупно 32 амандмани, ќе ги проследиме до комисијата. Сите тие се во насока на подобрување на законските решенија, во насока на подобрување и на проблемите кои што и претходните мои колеги ги спомна. Значи ќе има поднесено амандмани, и јас апелирам на совеста на мнозинството во овој парламент, но и на совеста ваша, почитувана заменик министарке, да ги прифатите тие амандмани, бидејќи тоа не, значи тука не станува збор за политички поени, тука станува збор за свесноста кон граѓаните, бидејќи тоа е наша обврска. Мене ми е навистина криво што изминатиот период, доколку ги погледнеме анкетите кои што се спроведуваат, ќе видиме дека навистина од една страна расте рейтингот на опозицијата, на ВМРО ДПМН, но доколку видиме какво е мислењето на граѓаните за собранието и за власта, ќе видиме дека таму довербата на граѓаните е драстично падната, што значи дека ние како пратеници, представници на граѓаните имаме обврска да ги слушаме потребите на граѓаните, а со тоа можеби можеме да се обидеме и постепено да ја враќаме довербата на граѓаните во институцијата. И затоа сметам дека овие поднесени амандмани кои што се однесуваат именно најмногу на забелешките на Европската Унија за недоволна координација на локално и централно ниво, дека треба да бидат прифатени, дека ние треба, иако е само 3 дена амандманската расправа, имаме време и простор да ги разгледаме сите амандмани детално и да ги прифатиме, бидејќи тие нудат навистина до уредување на овој закон кој што е најголема важност за нашата животна средина и за животот на граѓаните. Не смееме да не ги послушаме граѓанските организации како што се Движењето на екологисти на Македонија, Сдружение на граѓани Ековита, Центар за правни истражувања и анализи, невладина организација Go Green, Национален ромски центар, Артпоинт, Гумно, Рурална коалиција. Потоа имаме представници подпишани од Институт за европска политика, од Институт за демократија, од еколошкото друштво Планетум, од Здрава околина Струмица, Факултет за шумарски науки, пейсажна архитектура и екоинженеринг, Институт за биологија при Природно-математичкиот факултет, Екосвест, Фронт 2142, граѓанска организација СОС, Охрид СОС и многу други, значи организации кои што се представници на граѓаните од целата држава и кои што се сериозни експерти. Значи, морам да потенцирам, експерти
кои што сериозно, длабоко се навлезени во оваа проблематика, ги имаат нотирано проблемите и сакаат само да помогнат, бидејќи станува збор за закон од витално значење за нашиот живот и за животот на нашите генерации. На крајот повторно ќе апелирам до колегите пратеници од мнозинството да бидат внимателни, да бидат кооперативни, бидејќи сега можеме да покажеме единство и сега можеме да покажеме дека навистина се грижиме за граѓаните, а на тој начин можеби да се обидаме да ја вратиме довербата во собранието како законодавен дом. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Павле Трајанов.